Со години посакував да станам мајка. На крајот успеав со инвитро, но само јас знам низ каква голгота поминав. За на крај моите чеда да завршат тортурирани и малтретирани од жена монструм, која ја ангажирав преку агенција. Вака, речиси ни солзи, со вознемирен глас раскажува мајката на двегодишното дете за малтретирањето кое е снимено со безбедносните камери на игротека во Скопски аеродром. Мајката, која не сакаше да говори пред камера, во телефонски разговор за Алфа вели дека дадилката, наместо само за запуштање и малтретирање на дете, треба да одговара и за обид за убиство и бара најстрога казна. Ја гледав целосната снимка, во игротеката ми ја пуштија. Иако од болка и гнев не можев да ја догледам докрај, видов дека таа го гуши моето дете, ставајќи ја незината одвратна рака врз устата и носот на моето дете. Сакам да одговара за обид за убиство, а не само за запуштање и малтретирање. Моето дете не може да спие, постојано плаче. Стабилно е и има повреди на лицето кои со време ќе поминат. Но не знам дали ќе има последици и ќе го однесам на психолог за да побарам помош за да има нормален развој. Дадилката монструм цела година се грижала за детето и за неговите две братчиња. Колку време и дали секојдневно го малтретирала него или кое и дошло прирака од трите речиси идентични дечиња, не знае ни мајката. Вели дека имала сумнеш и дека често ја надгледувала без да знае дадилката. Но никогаш со своји очи не се уверила дека жената која ја најмила грубо се однесувала со децата. Неколку пати забележував модринки и гребаници кај децата, ама таа секогаш имаше добри изговори. Ми велеше дека паднале, се изгребале, а јас бидејќи се три дечиња и постои веројатност меѓусебно да се изгребат. Играјќи си, слепо и верував. Се уверував сама себе од и даделка за која од агенцијата ми рекоа дека има лиценца, иако не ми ја покажа, има искуство. Таа за да ги чува децата земаше по 30.000 денари месечно. Не можев да поверувам дека може да ги малтретира. Таа жена монструм дента кога е снимана како во игротеката го треска од земја едно од моите деца, ги чуваше заедно со мојата свекрва. Свекрвата излегла на 5 минути до маркет, а во тоа време дадилката го тепала и тортурирала Дарио. Дадилката монструм е за дрешетки. Од јавното обвинителство за Алфа потврдуваа дека судија на претходна постапка на обвинетата и одредил мерка притвор од 30 дена, а по барање на обвинителот. Во меѓувреме се отвара прашањето дали државата води сметка кого препорачуваат агенциите за посредување при вработување на дадилки и негувателки. Министерката Царовска вчера апелираше до родителите да ангажираат лиценцирани негувателки. Но во овој случај, дадилката била ангажирана преку агенција која посредува токму за ангажман за деца за грижа, даделки и бебиситерки, грижа за возрастни, негувателки, како и за одржување на домот. А оттаму ги увериле родителите дека дадилката има и лиценца. Скандалозниот случај со дадилката која тепаше дете ја згрози јавност. Случајот се обелодени завчера, благодарение на споделен видеозапис од игротека во Скопски аеродром, ама и пријава од сопственикот.